Беше тоа доктор Мартина Амбарџиева во рубриката Утринско кафе, која што ја реализираше нашата Марија. Марија за скоро ќе ја видиме на лице место од Шуто Оризари денеска, заради тоа што овој 8 април е впрочем и меѓународен ден посветен на ромите, па ќе ја видиме денеска атмосферата таму. Верувам дека ќе биде весело како и секогаш. Но ете малку посебно ќе им дадеме секако значење на ромите во нашата земја и ќе дознаеме се разбира интересни работи, можеби и за предизвиците нивни секојдневни. А во овој момент сме во кујната, јас Ивана, и тоа значи дека треба нешто да подготвиме. Да, и веќе нешто тргнавме да подготвуваме со оглед на тоа што нели чија подингот е доста актуелен и практикуван, обично наутро или како ужина. И си рековме зашто да не биде овој наш утрински избор, нели, со тоа што чијата како таква треба да отстои во интерес на сите обврски кои што ги имаме, односно и во интерес на времето. Ние сега ставевме да отстои, но како и да е, ќе го добиеме крајниот, ќе го добиеме крајниот ефект. Да, дека е набаврена, значи дека има упиено вода, тоа е најважно во овој процес, така што да. И сега ние го имаме. Како избор, нели, ќе си го дадеме грчкиот јогурт и банана и малку шумско овош, имаме одличен утрински за некого појадок, за некого освежување, а потоа се понатаму што следува во утрото. Некако започнува утрото со кафе, некако започнува со чаша вода, она кое што и чест рецепт сигурно се забележала Цеца дело до некој ги будиме наутро е комбинација на вода со лимон и јумбир и секој на свој начин некако тоа го практикува и го прави онака како што му одговара. Ние тука на различен начин, но со задоволство секогаш се поврзуваме со оние кои што се наш избор за утринско будење, па така и ова утро. Па така и на овој начин едни со други се инспирираме со сите нели утрински ритуали кои што секој индивидуално си ги има. Ова утро се поврзуваме со Ивана Настески, која што ни е од Тетово. Ивана, посакуваме добро утро. Добро утро. Добро утро. Дали се слушаме, ние те гледаме? Дали е се во ред? Апсолутно. Добро. Прво да ни кажеш како си ни, кога стана утрово и дали стана за нашите потреби на оваа рубрика или реално си утрински човек, да, кој што ужива во утрата? Па утрински човек сум, да. Станувам негде околу 6 часот редовно, без оглед дали сум на настава подоцна. 6 часот е моето оптимално време за станување. И што значи тоа? Отвораш очи, време за кафе или време е можеби за некои мирни минути кои што си ги имаш сама со себе? Токму така, Цеце, време за медитативни минути и најчесто со лимон и вода, тоа е стандардно, апсолутно, и потоа со топла голтка кафе во моите важни. На здравје. Така што, без оглед дали сум на часови од 10 часот или од 9 часот, моето оптимално време за станување во 6 часот, 6 и 5. Да, тоа може би на вистински љубов начин да се започне денот. Раното започнување на денот, всушност и секогаш оние кои што се ранобуци знаат колку тоа има ефект првенствено во однос на секојдневните обврски или функционирањето на низ секојдневието, а истовремено веројатно и на биоритамот кој што доколку нели го навикнеме така нашиот организам, потоа нема да биде проблем. За многумина кога ќе кажеме дека започнуваме у 6 часот или веднаш дека не започнува денот во 5 часот е навистина прилично чудно, особено за оние кои што имаат потешкотии при будењето, па Ивано тука може да слушнеме како и на кој начин, односно дали од секогаш тоа било така или можеби различни животни периоди и ситуации всушност го менуваат тоа или тој биоритам низ животот. Па не, морам да признам, не било навистина од секогаш така, можеби во оние мои младежки години и сум станувала некогаш подоцна, но тоа подоцна не значило никогаш 12 на пладне или 11 часот, тоа било веројатно најдоцна некаде до кај 9 часот, меѓутоа со вработувањето или да не кажам студирањето, односно тој процес, моите работни, односно навиките воопшто си ги променив, а особено некаде после 35-та година, веројатно, па можеби нешто и порано, 6 часот е дефинитивно моје оптимално време за станување, без оглед дали станува збор за викенд
или станува збор за работен ден. Така што 6 часот е она стандардна утринска навика, која што некако ми дава за право да кажам дека јас сум апсолутно утрински човек, станувајќи во 6 часот, како да имам некаква причина да си речам, денот си го фатив дефинитивно во своји раце. Да. И така е, за ова ќе се согласат сите оние кои што утрата ги започнуваат доста порано, како нас, како тебе, и веројатно ги има се повеќе кои што одлучуваат така во соизгреј сонцето да стартува и нивниот денот, па и нивните обврски полека и некако сите ќе се сложиме кога во 9 часот ќе ни биде завршени голем дел од работите, дека навистина денот потоа може да трае многу долго и да имаме енергија за се останато. Ивана, вчера ми спомена кога се договаравме дека ќе ни се јавиш од ателието, дали во моментов си таму? Да, апсолутно. Без оглед дали надвор врне, дали денот, не знам, дали е студено, дали има снег. Јас пред воопшто да се ги извршам своите утрински навики, фрлам еден мал поглед во моето ателие. И ние да ве водам со камерава? Да, слободно. Ќе ни биде задоволство да уживаме во делата. Овдека е мојот прозор. Тоа значи дека и тоа е еден од твоите утрински ритуали, да појдеш во ателие и дали можеби таму се пие кафето секогаш? Не секогаш, меѓутоа особено во периодот, односно кога ќе започне пролета, од, не знам, април месец, да не речам така, па до доцна есен, моето кафе е редовно на моето биро, работно. Супер. И тука имам еден прекрасен поглед на Суба гора, овдека од кајват, а позади мене е Шарпланина, така што... Инспирација од сите страни. Да, абсолютно. Сега вака, Ивана, кога веќе ја споменавме пролета, мене и твоите дела буквално ме асоцираат на пролет, бидејќи се многу колоритни, бидејќи некако доминираат во поголем дел и цветовите. Предпоставувам дека природата е неисцрпна инспирација за тебе. Дали во моментов нешто работиш со оглед на тоа што е пролет, иако овие денови, како рече вчера Давид, зимска пролет? Баш зимска пролет. Одлично прашање, Цеце. Работам, постојано, со тоа што имајќи предвид дека во септември заврши мојата самостојна изложба насловена како Флора, пошто може да се вика редовно, имам и свежо цвеќе, не е наместено. Имам секогаш свежо цвеќе, некако не знам, тоа толку многу ме инспирира. Така што во тек се неколку групни изложби и она што е најважно и во Полнек е малку по малку се подготвуваме јас и мојот прекрасен тим за издавање на монографијата посветена на мојот татко Александар Настевски, уметникот од Тетово, која што се надевам дека негде доцна на есен ќе излезе во нејзин пун сјај и дека тоа е оној новитет кој што се подготвува полека, но сигурно. Одлично, значи оваа 2025 ќе биде плодна, убава, со бројни убави работи кои што те инспирираат. Ивана, с оглед на тоа што си во Тетово, ја споменавме Шарпланина, колку, еве и ние денеска ќе зборуваме во темата на денот за планинарските патеки и за тоа колку Македонија навистина изобилува со убава природа, колку често знаеш да буквално се изгубиш во природата и тоа да ти биде начин на кој што ја црпиш инспирацијата и потоа, не знам, да произлезе едно дело или можеби цела едиција на слики? Многу често. Исклучително многу често. Не сум страствен планинар, меѓутоа ја сакам природата и сакам повремено да појдам во планинските патеки, меѓутоа многу често над мене, односно баш токму над мојата куќа во Тетово, се наоѓа Тетовското кале, кое што ми е многу блиску, така што често пати со мојата сестра знаеме онака на половина час да појдеме низ една малечка шума, која што е токму над нашата куќа, и малку да се
прошетаме, малку да си ја онака да си спразниме една енергија и да внесеме една нова, чиста енергија. Имајќи предвид дека и мојата куќа во село има прекрасен двор, тоа исто така едно доволно вдахновение за нас сите дома, особено нели за мене, така што природата воопшто не ми е туѓа и вистински со цело свое битие уживам во незе, посебно работејќи низ мојот двор. Ивана, она кое што го спомена на почетокот, тоа е дека денот започнува покрај нели со тие утрински ритуали, меѓу другото тука е медитацијата и како поврзано со ова, но и со сликањето. Ако зборуваме за тоа дека прошетката во природа е медитација и многумина на тој начин тоа го прават, исто така голем дел од уметниците и оние кои што нели во голем број сме ги имали во нашето студио. Имено и вчера имавме едно такво прашање кон оние гости кои што ни беа во студиото за тоа колку всушност преку креирањето или создавањето или цртањето тоа може да биде еден медитативен процес. Па ако ги споменеме овие работи во целина, колку кај тебе тоа е всушност така? Ако некој ја работи својата работа или професија што ја има и која изискува и троши енергија, тогаш дали во овој случај кај тебе тоа е обратно преку начинот на креирање и дополнување со енергија? Уметноста воопшто е еден и размислувачки процес. Знаете, ако истиот процес не ви носи внатрешно уживање и внатрешен распон на енергијата, тогаш зошто тоа би го работеле? Уметноста без друго е еден широк процес. Дури уметникот кога не работи, кога не создава физички, работи умствено. Така што за мене уметноста е едно, мислам дека понекогаш имам впечаток дека без те останато можам, ама без моите бои, четки и ателието не можам. Така што е размислувачки процес, креативен процес, еден процес на едно внатрешно доживување кое што е особено и индивидуално за секој автор. Секој автор го доживува на еден различен начин. Не постои одредено правило кој како го доживува тоа, меѓутоа ете, не знам, баш убаво спомена и Ивана, дека навистина, не знам, уметноста носи една радост. Знаете, понекогаш чувствувам дека сме привилегирани ние уметниците. Така е. Во нашиот процес на создавање, на креирање, знаете, моментот дека вие создавате нешто, без оглед дали тоа нешто, не знам, публиката ќе го вреднува на овој или оној начин, самиот начин на создавање и на креирање, впрочем, носи една духовна радост, а сметам дека токму таа радост е најпотребното нешто, особено во оваа наша денешница. Така, Ивана, многу убаво сподели и од оние неколку слики кои што ние ги презентиравме утрово за нашите гледачи, оние кои што можеби помалку се запознаени со твојата работа и со се она што го напомена дека ги сакаш прошетките во природа, сакаш да работиш во дворот, го сакаш кафето и ателието, некако сето тоа се провлечен и низ низ фотографиите кои што всушност се твоите дела, па на некој начин гледачите имаат можност и малку по-детално нели да навлезат во она што си ти како уметник. Пред да те одјавиме, од колку часот денеска започнуваат работните обврски и да ни кажеш како е утрово во Тетово, со оглед на тоа што во Скопје е буквално смрзнувачка. Да. Што е смрзнувачка, мислам дека дупла смрзнувачка со оглед на фактот дека над нас е шарпланина. Денес почнувам на работа од 10 часот во моето училиште, каде што ме чекаат моите ученици. И не сум имала поубаво будење од ова вашево и баш вистински уживав. Многу ни е драго. И ова за нас е огромен комплимент. Да, уживавме навистина и ние и гледачите и ти благодариме за тоа што утрово заеднички нели се пробудивме, си пренесовме едни на други убава позитивна енергија. Се надеваме дека таа ќе те држи до крајот на овој денешен ден. Се надевам и јас и на гледачите и на вас и посакувам убав ден.
Убав ден, Ивана, поздрав до тебе и навистина и ова утринско будење ни беше прилично интересно, конструктивно или инспиративно, како што и спомена Ивана, да уметниците се навистина привилегирани, бидејќи да твориш на еден таков начин, на при тоа да истовремено уживаш и бидеш во некој друг свет, е особено задоволство.